Со два ловечки плотуна, со ловечко орудие, ние ја почуваме жетвата во Чешиново. Оризопроизводителите од Чешиново и Кучиджино на 13 септември официјално е започнаа жетвата на оризовата култура. Прво ни влезе чешиновчанецот Сана Јованов, кој ги зажнеа површините посејани со турски ориз, кој најрано ја достигна потребната зрелост. Според него, турските семења ориз имаат пократка вегетација, па затоа жетвата на истите започнува 15 дена порано. Тој е задоволен и од приносите кои на овие површини се надпросечни. Приносот не е многу голем, али е многу квалитетен. Многу убав квалитет има, а не е многу голем приносот, среден принос, али многу квалитет има. Квалитетно е зрното. Па еве, ова е турско семе, од тика, со соработка од тика владата ќе го везе семето. Па Сана Андрејата е покасна сорта и тоа е добро, али ако дозволат условите. Годинава во производствениот регион оризот е застапен на околу 4000 хектари, од кои се очекуваат просечни приноси од 500 килограми по декар или вкупен род од над 20.000 тони јарпа. Но иако е септември, ниту стручњаците, ниту земјоделците можат со сигурност да кажат колкави приноси ќе се добијат, бидејќи во полињата е присутно широнилото на сорти, квалитети и достигната фаза на зрелост кај културата. Па земјоделците и да сакат и да не сакат мора да го прифанат турското семе, бидејќи со закаснување еве на сите тие хидросистема што е ова е брегалница со наводнувањето, касно се мораме да земеме од овие по пргави сорти. Касната се идва се тие што доведува до кој производ. Значи мораме да прифанеме турските сорти за да имаме поголем такво напредок во земјоделието, бидејќи еве го зелено. Еве. Ово е зелено е на слана, сега го падне слана, готово е. Ово не е со зрено зрно. Ово е зрно, еве го. Млеко тече од него. Ја. Ево, млеко, гледаш, бело, тоа е бело. Тие зрна се зелени зрна. Ја. Тега, тега, зелено зрно, а гледа го, ово е зрно. Ово е цело зрно. Тега, тега, нејки да се унаде. Еве го цело зрно. Нема млеко на него. Еве го. Ја. Цело зрно. Тоа е предноста. И цената да видиме како ќе се постапе. Тоа може да создаде вистински хаос околу извршувањето на жетвата и откупот, особено доколку продолжи променливото време, кое го зголемува процентот на влажност кај јарпата и ја забавува жетената кампања. Покрај тоа, во услови на калливи површини, комбајнерите диктираат повисоки цени на жетвата, поради почести дефекти на механизацијата и побавно жнеење. На почетокот на жетвата, откупните цени на оризовата арпа и белиот ориз се мощне високи, што е причина за задоволство кај земјоделците. Меѓутоа, со заселувањето на жетвената кампања се очекуваат промени кај цените. Во кои рамки ќе се движат истите, ќе зависи од многу фактори во и околу жетвата, како и на пазарот.